Здраво, дечки! Ова е Geely Starey ME, или како што кажуваат они, супер хибрид. Ова искрено за мене ќе биде доста интересно видео, доста интересна епизода, ревју, бидејќи супер хибрид, хибрид кој што не е класичен хибрид, плагин хибрид кој што не е класичен плагин хибрид. Треба малку повеќе да се објасни. Второ, за цената добиваш страшно опремено возило и баш те подразмислува зошто да платиш нешто друго кај останатите. Има многу што да се објаснува за него, но првично искрено ќе замолам да направите subscribe, бидејќи искрено многу ми значи вашата поддршка, бидејќи апсолутно нема во секој ден се повеќе и повеќе, а со вашата поддршка искрено можам да правам доста повеќе и доста поинтересни видеа, така да не кошта ништо, направете subscribe и апсолутно пишете било каков коментар под ова видео. Ај вака, првично дизајнерски, ова не е стареот што го знаеме и што го очекуваме. Ова е нешто поразлично, дизајнерски гледано многу повеќе наликува на нивниот електричен модел EX5 што го имам возено од неодамна. И тоа е така бидејќи ова е вториот модел кој што ние го знаеме тука од серијата Galaxy, тоа ќе го приметиме и по логото напред, каде што сега ги има 6 точки и тоа заедно со името Geely означува среќа во Кина. Така да ова е новиот дизајн, ова е новата серија Galaxy која што е малку поразлична. Искрено дизајнерски ми изгледа малку полуксузно, убаво изгледа, нема некои чудни линии, како што знаат во глобала кинезите да направат. Додуша Geely од секој пат имале убави автомобили, но убаво, луксузно, во одредени моменти дури ми изгледа особено на задниот дел малку како Porsche. И не е тоа ништо лошо, бидејќи стварно на крајот на денот, вака кога гледам од страна, изгледа многу убаво. 18-инчни бандажи тука во овој пакет, ова е Max, највисокото, второто ниво на опременост. 18-инчни бандажи во овој момент, искрено би сакал да има број поголеми, бидејќи убаво ќе исполнува целата дупка. Апсолутно се гледа затвореност напред и назад во маските, бидејќи му треба поголема аеродинамика и вклучително ова е еден од најаеродинамичните возила заедно со EX5. Така да сега останува да ги видиме другите работи за ME и да видиме што се нуди за 33.990 евра акцијска цена, која што стварно е доста интересна понуда. Искрено кинезите онака баш убаво знаат да не пецнат, да не потсетат, за да се запрашаме, чека малце зашто се плаќаме всушност кај европските брендови, кога кај Geely еве конкретно го добиваме сето ова за таа цена, плюс технолошки колку се многу понапред од нас, квалитетот веќе на кое ниво е, стварно убаво не пецнуваат, малце да не вратат таку реалност, да се кажеме, опс, стој, чекај малце, дај од почеток да прегледаме сега се што се нуди, бидејќи со сето ова што го нуди и у моментов како изгледа, иако ќе се вратам многу кратко за да ви покажам што се нуди тука и како сето тоа изгледа. Искрено со сето ова се прашуваме дали ова е премиум, дали е премиум тоа што ни го представува во моментов делот од Европа и што значи премиум за кинезите. Мислам, тоа веќе го гледаме и кај Lincoln кој така натаму, допрво ќе го гледаме и со некои други кинески брендови кои што ќе настапат во Македонија, но не, Geely не е премиум, а се чувствуваш внатре премиум со целава опрема. Дополнително на тоа мора да се разграничи еден момент кога седнуваш да возиш Starey ME и што да очекуваш од него. Ова пред се е комфорен автомобил. Немојте да очекувате некои спортски перформанси, особено ако доаѓате од модел кој што има некој спортски карактер, дали во суспензија, дали во поглед на управување, дали во поглед на удобност внатре. Немојте да успоредувате нешто такво и немојте да очекувате нешто такво тука, бидејќи апсолутно целиот акцент е наменет стриктно само кон комфорот. Целата суспензија, целото управување, целото седење е комфор. И можеби во одредени моменти тоа, ако сте дошле од некаде со некој спортски карактер, може ќе ви биде чудно, бидејќи некој пат кога суспензијата е мека, еве тоа ќе кажам дека можеби ми е критика, кога е мека како сега возите опуштено, право, нема никаква дупка и наеднаш ќе налетате на малку поголема дупка, знае да се
почувствува тоа малку погрубо. Од аспект на звук, од аспект на суспензија не, тоа не го приметите на удар внатре или на суспензијата, ама ќе го почувствувате јако на звук. И да, во одредени моменти може ќе почувствувате она јавање што го кажуваат, клатење нагоре надоле, ради сепак батериите се поставени доле, има одредена тежина, да не се чувствуваат тие дупки, туку едноставно да се чувствува пливање, не до таа мера како што сум критикувал одредени модели конкретно на Geely, но еве чисто да очекувате. На крајот на денот сето тоа е многу удобно, многу искулирано, едноставно да уживате на многу километри. И друга работа што мора да ја истакнам сега, се технологиите и опремата. Апсолутно доаѓа со сите безбедносни системи, она што е интересно се потенцира дека има добиено 5 звездички во Euro NCAP, односно за краш тест, што значи дека безбедноста стварно му на највисоко ниво. Но безбедноста во поглед на технологии, сите безбедносни системи како функционираат, тоа неколку пати сум го тестирал, потенцирал и еве сега повторно ќе го кажам, функционираат врвно, апсолутно, многу искулирано реагираат. Да, тука има еден мониторинг кој што цело време ме следи со погледот како и каде гледам, за да ме потсети да ми каже, Кирил, врати се на патот, гледај напред пред тебе. Апсолутно, многу добро функционира сето тоа, многу убаво задржува лента, многу убаво стопира ако не дај Боже не видите возило пред вас и така натаму. Имате во опција 360 степени на камера и дополнително на тоа камерите помагаат кога излегувате наназад да ви кажува од која страна ви доаѓа возило. Но морам да го пофалам адаптивниот темпомат кој што апсолутно многу ми се допаѓа колку едноставно функционира преку ова копче овде, колку едноставно се мести, колку едноставно функционира. Особено низ град, ќе се наместам на 50 за сите идеално и апсолутно кочи пред мене ако има возило, одржува растојание, автоматски сам застанува на семафор, така да во глобала многу добро. И да, кога ќе дадам вака жмигавец, ми покажува тука камера, не од лева или од десна страна, туку ми дава птичја перспектива од озгора да гледам што се случува. Браво! А седиштава се едни од најудобните кои што јас ги имам пробано во последниот период. Најудобните. Буквално, како што суспензијата плива, така чувствувам и на седиштава. Може би само ми фали долниот дел под колената да можам вака да го кренам нагоре, само тоа би го променил и исто така би променил да можам воланот да го повлечам степен малку повеќе кон мене. Малку ми фали, многу малку. Инаку убава нивелација нагоре надоле, електронски седишта, многу опрема. Разликата од Max и Pro нивото е само 2000 евра, кој што апсолутно сметам дека морате да ги доплатите, бидејќи прво е многу мала разликата, а добивате многу. Но и тоа ќе го објаснам за кратко. Сега што мора да го објаснам се перформансите, бидејќи многу се кажува супер хибрид, не е класичен хибрид, не е класичен плагин, не е класичен бензин. Што е? Како функционира? Сега ќе се обидам малку подетално да го објаснам. Во моментов на располагање имам 1,5 4-цилиндричен бензински атмосферец кој што произведува 99 конски сили и е во комбинација со електромотор, батерија од 18,4 киловати, кој што вкупно заедно произведуваат 262 конски сили. Тоа значи следново, дека не ни треба турбо бензинец од причина што секој пат предност и оној што е клучниот погон за движење е електриката и електромоторот. Преден погон и тие 262 конски сили секој пат се на располагање од причина што бензинскиот мотор работи за да надополнува батеријата. Не работи како агрегат, како класичен агрегат кој што го знаеме и одредени кинески модели започнуваат да го користат на таков начин. Не, тука бензинецот може да ја вози исклучиво на бензин, мислам, исклучиво. Повторно има некој негов комплексен систем каде што секој пат работат двата системи и она што е доброто и она што е интересното што секој пат задржува одреден процент
на батерии, на енергија, за да може секој пат да возите на струја. И на таков начин ќе се случи вие да видите 0 километри за батерија, да се потрошени батериите, а вие повторно да возите на струја. И си кажеш како? Поради овој систем кој што го имат направено и затоа е супер хибрид. И затоа не е класичен плагин хибрид, да можеш да го полниш и треба да го полниш повремено за на струја, и тоа од едната страна тука и од другата страна е за бензин да точиш. Има 51 литар резервар за гориво и стварно не можам да разберам како во овие два режими кои што се спојуваат и го даваат супер хибридот, нуди и е реално поминувањето од 940 километри со еден капацитет на резервар и батерии. Така да, овој комплексен систем до некаде е доста интересен, бидејќи секој пат ќе возите на струја, секој пат ќе имате што е можно поштедлив автомобил и ќе имате 262 конски сили на располагање секогаш. Многу интересно кога ќе прочиташ на хартија дека имаш само 99 конски сили од бензинскиот мотор, но мене ми е многу смешно, особено на вулкав габарит, но 262 конски сили ги имаш секогаш на располагање и тоа значи дека секој пат кога ќе притиснеш на педалата за газ, ти добиваш повлекување. Се чувствува одредено навалување на предницата, се чувствува така кревање. Тоа може би една критика, но Макферсон и Multilink имате суспензија напред-назад, што секој пат ви нуди што е можно подобро чувство, но едноставно не ми се допаѓа што така многу знае да се крене предницата. Преден погон е, но перформансите ги имаш, кога ќе ти треба, стварно ги имаш. Она што сакам да го истакнам околу супер хибридот е што малку повеќе, да, пример мотора да биде малку повеќе како агрегат, да нема таква потрошувачка каква што има, бидејќи неочекувано за мене потрошувачката кога работи бензинскиот мотор се качува некаде околу 6,5-7,5 литри, зависи како ви е тешка ногата, на каков терен сте и што барате од возилото, тогаш се качува малку повеќе, инаку како и сега во моментов ми е 3,9 и можам да спуштам уште повеќе, може и да качам нешто погоре, така да се во зависност колку батерија имате, како возите и колку многу сте се вложиле да го научите овој хибриден систем, бидејќи искрено за да го извадите потенцијалот, од него треба малку поразличен принцип на возење. Не е страшно, не е ништо драстично различно, но бара бидете малку понежни, бидете поискулирани, да не притискате да ги активирате тие 262 конски сили цело време да ги имате на располагање. Апсолутно, тоа од друга страна не значи да возите како бабичка, треба да се возите нормално и културно, но едноставно да не биде тоа нагли старт, опуштање. Вие имате неколку различни драйв мода кои што можете да ги искористите преку сетинзите тука. Да, можете дел од нив да ги зачувате и бидат како шорткат на копчињето и тоа е пред нас наместо главите во менито, но од една страна морате да знаете дека имате Pure, Hybrid и Power. Тоа се трите различни режими на возење. Pure е чисто возење на струја и апсолутно да возите и 120 км на час, вие ќе возите на струја и 10 км на струја. Се разбираме. Hybrid е комбинација од двата света и искрено сметам дека е најдобро да го користите тој режим на возење, бидејќи тогаш најубаво полни, најдобро го користите системот и едноставно имате се на располагање од она што ви треба. И Power се максималните конски сили на располагање цело време. Во тој случај најмногу надополнува батерија, но и најмногу троши гориво. Сега, нели соодносно треба да го видите вие дали ви одговара, бидејќи возите на бензин, ги полни батериите, троши малку повеќе бензин, ама па повеќе имате километри на струја да извозите. Така да не знам дали е нешто многу практично, бидејќи на ваков начин видов дека најдобро ги искористувам двата света. Батеријата кога е полна каже 83-84 км, искрено јас во моментов не почувствував дека можам да извозам толку многу километри, за 65-69 од прилика зависи на овие километри до сега што ги поминав,
го полнев на струја, ми изненади колку брзо се наполни, можете да го возите и да го полните и на брз полнач. Искрено 79%, не, лажам, 89% ги наполнив за саат и пол 2, што на обичен полнач, на Ивана, стварно тоа ми изненади колку брзо се наполнија батериите. А дополнително ради тој комплексен систем во хибридниот режим и моторот со внатрешно согрување, што е поставен помал мотор, тоа возможува да има и помал лак на вртење или помал аншлаг. Тоа значи дека кругот на вртење за маневрирање, особено во град, ви е многу поедноставен, бидејќи нуди 10,4 метри круг на вртење. Тоа е фантастично за маневрирање на волкав голем габарит, што едноставно многу ви помага при возење. Искрено ме нервира, тоа е една мана што ќе кажам, што има одлично звучување, 16 звучници во оваа категорија, во овој пакет, одличен звук, но секој пат кога се менува дали ограничување на брзина, дали малку не сте со очите кон патот, туку на страна и треба ве потсети, тоа е добро од една страна тука е да ве потсетува, но го намалува звукот на радиото целосно. Зашто? Те слушам, не ми треба да ми го намалуваш целосно радиото и тоа често ми се случува. Можете ги прилагодите сите системи, пак ќе кажам, но еве, тоа е една критик. Околу прегледноста и седењето мора да кажам дека се седи многу убаво ниско, имам чисто како да возам хејчбек искрено. Она што ми се допаѓа што имам прегледност напред убава. На автопат се чувствува бучавост од ретровизорите, тоа е една критика и генерално е многу тивок автомобил внатре. И имаме една критика што на задното стакло прегледноста не ми е баш најголема, но 360 степени на камера ги имате да ги вклучите, да ги гледате кога ви треба. На сето тоа имате и систем кој што од позади ви кажува кога возите наназад дали имате возило од лева или од десна страна, така да имам приметба, ама на крајот на денот има решение за сето тоа, така да Сега што се однесува до багажниот простор, 528 литри багажен капацитет, воопшто не са малку, стварно убав е она што ми се допаѓа, убава отвореност на самата врата. Во овие 2000 евра доплата добивате и електрична врата, панорамата, 16 звучници кои што за кратко ќе ги видиме. Апсолутно многу опрема за многу мала разлика од само 2000 евра, но 528 литри багажен капацитет ми се допаја, што оваа даска можете да искористите на две нивоа, вака подлабока како сега и да добиете фул 528 литри или да ја ставите овде горе и да биде рамна со ивицата на браникот, но на таков начин се скратува багажниот простор за некои 100 литри. Убав широк простор за затоварање, куќи за качалки кои што пишува дека се со максимум 3 кила. Тоа ми се допаѓа што можете стварно да ги искористите. Сабвуфер имате овде, имате завеса која што имам критика. Малку е тешко да ги погодите двете места во исто време, бидејќи стварно нема друга насока освен само овој дел. И она што ми се допаѓа внатре, бидејќи е возило 4700 милиметри долг, 1900 е широк и речиси 1,70 е висок, односно 1685 мм, што го прави стварно голем автомобил во сериозна конкуренција тука од она што во моментов ми текнува е Кодиак, 5008, така да доста сериозна конкуренција. Позади на задната клупа имате сериозно, значи седнување во секој пат тука ми е колку ми е удобно, бидејќи долниот дел од седиштата се така удобни, не постои друг автомобил, стварно не постои друг автомобил со вака удобни седишта. Ми се допаѓа наслонот што баш е убаво опуштен и легнат вака странично. За жал, тоа е една критика што немате опција да го прилагодувате нагоре надоле. Искрено не ми ни треба, бидејќи стварно вака е уживанција за сериозни километри. Имате огромен простор за главата, имате огромен простор за нозете, особено ако се наместам побаво, просторот е фантастичен. Доле за нозете има простор да ги бутнам, не баш така длабоко. Во моментов бидејќи е наместено седиштето според мојата возачка положба, па малку повеќе е спуштено, но има простор да ги ставите. Ми се допаѓа што доле е комплетно рамен подот и тука добивате огромен бенефит, дали за товарање, дали за седење, тројца патници, апсолутно нема никаков проблем за нозете лево, десно, стварно уживање.
Тука има многу лесно достапни ISOFIX куки, што ми се допаѓа, бејќи лесно и брзо се постава детското седиште. Бојава на интериеров, пишете ми што мислите за него, мене многу ми се допаѓа, комбинацијава ми е фантастична. Реков, во доплата добивате 16 Flyme звучници, меѓу кои се и овие два тука, два доле, море повеќе се 4 во вратите вкупно. Имате наслон за раката со две остави за шишиња, има многу практично размислени остави тука во самата врата, која што пред се е самата рачка, но тука можете си поставите и телефонни клучеви и било што за кој ќе излегувате да не го заборавите, иако доле има една остава со два USB порта, едниот Type-C, другиот Type-A, една остава тука во самите седишта. И што се однесува за предните, односно предниот дел, предните седишта, исто така удобни како и позади, но многу опрема. Фантастично многу опрема. Панорамата исто така е во доплата, вентилација на предните седишта е во доплата, инаку имате грејење како стандард, паркинг сензори добивате плюс во овој пакет и исто така добивате во овој пакет и бежичен полнач. Искрено многу опрема за 2000 евра, пак ќе кажам, вреди да размислите, мислам не да размислите, мора да го земе тоа, бидејќи другото стварно на сето ова кој ќе споредиш не ти се исплаќа да не го земеш овој пакет. 15,4 инчен екран, голем дисплеј, не баре телевизор. Имав критика претходно кај Geely моделите што сите функции беа ставени тука и генерално 95% од функциите се преку екранот, но ми се допаѓа што овој пат климата ја спуштиле тука преку овие копчиња и сега може многу поедноставно да регулирам и тоа ми треба искрено, така да сите критики кои што ги имав конкретно за ова ги поништувам сам, бидејќи стварно нема потреба да се искритикува. Екранот е фантастично брз, респонзивен, одлични графики што ми се допаѓа, имате можност да го поврзете со Apple CarPlay, Android Auto, 360 степени на камера, како што кажа, фантастично прегледни, многу добар систем, ќе ви треба време да го навикнете одреден период да го тестирате и учите, но многу добар систем во кој што ниту еднаш не видов било каква маана. 10-инчен екран напред пред возачот кој што ви ги прикажува сите можни информации кои што ви се потребни. Имате неколку различни подменија кои што можете да ги гледате таму преку користење со гледање преку овие копчиња од воланот. Многу убави материјали, каде и да чепнете, многу убави материјали, меки, квалитетни, многу добра изолација. Ми се допаѓа што вентилацијата и отворите од вентилацијата се спуштени тука доле, една убава елегантна линија добивате дизајнерски, а од друга страна убаво ведува на правилен начин. Имам критика што кај бежичниот полнач има две остави за телефонот, едната е полнач, другата не е, но кај бежичниот полнач нема ладење, да, можеби тука се насочува климата, но не ми е тоа некое решение. Две остави за шишиња, голем наслон и голема остава под наслонот за раката и уште еден огромен простор тука доле под овој централен брек. Многу убава позиција, ми се допаѓа што се седи ниско, многу убаво, многу елегантно. Така да јас ќе финиширам со моментот дека треба сериозно тоа пецкање што ни го прави Geely да го размислиме повторно од почеток кога бараме возило од овој ранг, оваа категорија, без разлика кој е буџетот, дали е многу повеќе или е до таа цена, 33.900 евра, а добиваш ваков супер хибрид, добиваш волку многу опрема, квалитетна изработка, така добро опремен, имате звучници кај наслонот за главата, кои што секој пат кој ќе ви се јави некој, добивате еден убав, чист, јасен звук. Кликот на тркалцето за појачување на звук доле на централната конзола, човече, тоа ме купува, клак, уживање, мислам, слушате го звуков. Фантастично. Така да, ова е стари MI. Пишете ми во коментар што мислите за него и секако се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!